Првата компонента е кон малите и средни предпријатија, втората компонента е кон веќе малку поголемите компании кои што бараат значителни средства за проширување на бизнисот и таму директно ќе се амплицира кон оние што бидејќи ќе има професионален фонд менаџер кој во моментот го бира Европската комисија во процес избор на фонд менаџерот и таму ќе одат директно апликациите. За третата компонента денес е инструмент кој што оди преку банките. Значи македонските компании ќе аплицираат кај банките, но потребно нашите банки прво да аплицираат во Европскиот инвестиционен фонд кој што ќе даде оваа гаранција и техничката помош е четврта. Сите 4 компоненти имаат збирна вредност во овој момент од 145 милиони евра, но се планира во иднина овој износ да биде зголемен неколкократно. Се работи за инструменти каде што има дел директно финансирање на иновации во компании, дел има финансирање на ширење на постоечки компании кои што се поголеми по значај, дел има на гарантна шема, она што се презентира денес и дел има на техничка помош. Сите тие заедно имаат вредност од 145 милиони евра. Конкретно денес се прави презентација на третиот инструмент од страна на Европскиот инвестиционен фонд кој што ќе менаџира со оваа компонента. Се работи за гарантна шема каде што на банките кои што аплицираат, во овој случај значи македонските банки ќе треба да аплицираат за овој инструмент во Европскиот инвестиционен фонд, им се дава определен вид на заштита во случај на загуба на пласманот на кредит, значи но со поделба на ризикот. Доколку настане невраќање на кредит од страна на некоја компанија, дел од настанатата штета би била покриена од страна на Европскиот инвестиционен фонд, со што се возможува на оние банки и на оние мали и средни компании кои што имаат добар проект, но немаат соодветен начин на гарантирање на заемот, да пристапат до овој заем. Тоа значи дека ефектот ќе биде мултипликаторски, односно со почетните 20 милиони евра што се обезбедени за покривање на гаранции, се очекува да преку 110, можеби повеќе средства бидат пласирани од страна на банките. Важно е да се каже дека овој инструмент е наменет за повеќе држави, така да и македонските банки и македонските предпријатија ќе мора на еден начин да си ги одмерат силите и со останатите во регионот, но наша задача како влада е да помогнеме во целиот овој процес. Од кабинет луѓето во владата кои што беа вклучени во овој проект во изминатата година работеа на учеството на Македонија, да се обезбедат сите правни подлоги за да овој инструмент профункционира во Македонија. Тоа е направено, така што се овие презентации во таа функција. Има ограничување во однос на тоа која држава колку средства би повлекла, не значи дека е тоа пропорционално на големината на државите, но оние што први ќе пристапат со спремни проекти, тие ќе им бидат одобрени, значи нема лимити. Теоретски можно е сите средства да ги искористи една држава, но ако би биле реални, веројатно околу 20% доколку искористи Македонија, би требало да бидеме задоволни. Таа кредитна линија ќе оди преку банкарскиот сектор и затоа денеска господинот Пешевски ни ја презентира платформата заедно со неговите соработници. Мои првични размислувања се дека се работи за доста интересантна кредитна линија која ќе помогне за развој на малите и на средните предпријатија. За нас банките посебно интересна затоа што е една форма на поделба на ризикот и како што видовте во презентациите кои беа после министерот Пешевски, ќе биде дел ќе се диспонира во пари, дел во форма на гаранција. Значи во секој случај ќе се работи за еден нов продукт кој ќе биде од првичните сознанија, ценовната политика ќе биде доста ниска и мислам дека ќе има доста интерес кај предпријатијата во Република Македонија. Цената на стамбените кредити е на историско најниско ниво, така да тој тренд започна. Цената на благајничките записи паѓа, цената на државните записи паѓа, така да тие се на некој начин референтна каматна стапка, така да охрабрувачки е дека на некој начин излеговме од онаа нулта позиција или рецесија што имаме од текот на минатата година. Податоците за индустријското производство во првите
месеци се доста охрабрувачки, што значи нормално дека банките ќе го зголемат кредитирањето, затоа што нели ако се прави избор помеѓу тоа дали банките ќе ги дадат парите во државни или благајнички записи кај што добиват 3, нешто %, сигурно дека ќе сакат да пласираат со 6-7% по фирми.